Ore 5:55. Stamane 21 corrente. Località Sava nord-ovest. Abitato Tomacevo, Lubiana. Ha avuto luogo l'esecuzione penale e capitale di Tomšić Antonio Di Michele e di Tomšić Giovanna. Nato a Trieste 9 giugno 1910. Корените на родот на Томшич потекнуваат од Приморска, од Бачка и Кнежак. Тие се краишта кои многу селски синови, како и татко му на Тоне, Михаил, испратиле во светот на печалба. Првата светска војна ги одсече од матичниот народ. На социјалните неправди сега им се придружија и националните. Тоне растеше во тие бурни времиња во кои како дете бил свесен за своето потекло. Татко му и мајка му по венчавката се преселија во Трст. Таму на 9. јуни 1910 година во предградието Ројан и се родил Тоне. Што туку родителите не беа економски закрепнале, татко му беше повикан во војска. Мајка му со децата отиде во Бач. Овде Тоне почна да оди на училиште, овде почна да го запознава светот. Со Тоне Томшич бевме соседи. И двајцата одевме на училиште во Кнежак. Секогаш се викавме, тој ме чекаше мене, бидејќи живееше подолу, и заедно одевме на училиште. Се сеќавам на една случка, имено кога најдовме едно гнездо на препелица во една нива посеана со рж. Кога одевме и се враќавме од училиште, секогаш го посетувавме тоа гнездо, уште кога во него имаше јајца. По извесно време пиленцата се изведоа. Еден ден кога одевме кон гнездото, не фати собственикот на нивата, не пријави во општината, тогаш беше австријска општина, и секој од нас мораше да плати по 2 австријски круни. И двајцата бевме тепани дома. Тогаш Тоне рече дека тоа е исправно бидејќи сме виновни. Тој беше доста висок, скоро за глава повисок од нас. Беше силен и уште тогаш имаше улога на водач, а беше и чесен. Сите го слушавме, што ќе речеше тој, тоа и правевме. Уште тогаш согледавме дека еден ден тој ќе стане голем, а тоа и се случи. При крајот на војната, родителите на Томшич пак се преселија во Трст, но само за кусо време. Татко му, кој се врати од заробеништво во февруари 1914 година, учествуваше во општиот штрајк на железничарите и како свесен словенец повеќе не доби работа при државната железница. Родителите на Тоне си создадоа нов дом во Љубљана. Сега Тоне само за време на одморите одеше во Бач. Неговите врсници кои се собира околу Лојзе, Валенчич и ковеа планови за ослободување на Приморска, како и другите контакти со населението од Бач, кое уште од бурните времиња било национално доста свесно, први и дале правец на неговата определба. Како се сеќавате? Доста добро. Каков беше? Какво момче беше? Добро. Кажете ни каков беше, зашто зборуваше, дали често доаѓал кај вас? Ние зборувавме за се. Се ми кажуваше уште кога беше момче. Кога тој доаѓаше кај вас? Секогаш за време на училишниот распуст. Што работеше овде? Одеше околу, потоа ги помагаше друштвата, а секогаш се снаоѓаше.
Дали тогаш ви зборуваше за политиката? Зборуваше за окупаторот и велеше и старите треба да помогнат, сите треба да помагаат. Секогаш зборуваше колку ние словенците би биле силни, би живееле како браќа кога би биле заедно. За политичката определба на Томшич е важен неговиот престој во Белград, каде што и завршил 6-ти клас гимназија. Овде во бурната 1928 година, како што и самиот зборуваше подоцна, ги запознал скандалозните политички прилики во националистичките кругови и станува марксист. Есента истата година школувањето го продолжува во Љубљана. Соученикот Борис Кидрич го воведува во така наречениот Штрайзлов крог, кој го сочинуваат млади комунисти, а меѓу нив беа и Едвард Карделј, Владо Козак. Најчесто се состануваа во кафеаната на Козак, која беше блиску до гимназијата. Томшич беше примен во Ској во на време кога поради шестојануарската диктатура почна најжестокото прогонување на комунистите. Во ноември 1929 година младинците во Љубљана растурија летоци со пароли против режимот. Вечерта пак, спроти годишнината на Октомвриската револуција, на љубљанската тврдина запалија бенгалски оган. Полицијата уапси многу средношколци во кои се сомневаше дека се комунисти. Меѓу нив беа Кидрич, Карделј и Борис Зихерл. И обвинителниот акт против Томшич е од тоа време, но поради недостиг на докази по малку време беше ослободен. Со тој бран апсења, партиската и скоевската организација во Словенија беа разбиени за известно време. Сега беше време за индивидуална работа. Тоне со пријателот Зихерл и двајцата одушевени планинари од работничката библиотека земаа за читање марксистичка литература. Тоне, кој меѓу соучениците имаше голем углед, беше иницијатор на многу излети и логорувања. Ангажирано соработуваше и во училишните друштва се до 1930 година кога матурира. Се запиша на правниот факултет. Тогаш Кидрич, кој се врати од затвор, го прими во партијата. Првите задолженија Томшич ги доби во Универзитетското друштво Јадран, кое со неговото дејствување требаше да се насочи лево. Во март 1932 година пак беше уапсен. Полицијата откри дека го ширел партискиот весник Црвено знаме, кој со другарите го уредуваше и го печатеше. Така тој се здобиваше со скапоцено искуство за подоцнежната и легална работа во врска со техниката. Државниот суд за заштита на државата во Белград го осуди на затвор во траење од година и 6 месеци. Тоне Томшич како политички затвореник беше испратен во Сремска Митровица. Условите во затворот беа лоши, толку лоши што политичките затвореници преку штрајковите со глад бара поддршка од јавноста. Словенечките студенти ги поддржаа со демонстрации. Томшич од Митровица се врати телесно доста ослабен, а политички позрел. Го чекаа студиите и партиската работа. Што туку на универзитетот го положи првиот државен испит, го казнија со исклучување од универзитетот Крал Александар I за секогаш. Потоа се запишува на правниот факултет во Загреб, студира, се занимава со публицистичка работа, уредува и легални весници и работи на теренот. Со Тоне Томшич ме запозна мојот добар пријател Јанез Марентич. Ми се чини дека тоа беше во 1933 година. Прв пат се сретнавме крај Љубљаница, зад кафеаната Прешерн, таму каде што денес е централната аптека. Марентич сакаше во Љубљана да ме поврзе со напредните, левонасочени другари и затоа ми ја обезбеди првата средба со Томшич. Не се сеќавам дали тогаш или подоцна Томшич не запознаваше со моменталната политичка ситуација, како и со борбата против луѓето кои тогаш беа на власт. Многу зборуваше за методите на илегалната работа. Како треба да се однесуваме во случајно, ако случајно некој од полицијата не праша каде сме биле, што сме работели и слично. Не учеше да бидеме конспиративни. Се сеќавам на идејата на Тоне, која постојано ја бранеше, дека е потребен единствен настап на работничката, селската, студентската, односно училишната младина. Како се морамо вест, како се морамо обнаšat, че нас, recimo, sreća i nas kdo praša od policije, kje smo bili, kaj smo delali.
Skratka, z eno besedo konspiracije nas je učil. No, tukaj na Savi se spomnim tudi Tonetove ideje, ki jo je stalno zagovarjal. To se pravi, da je treba enoten nastop delavske, kmečke in študentske oziroma dijaške mladine. No in to ni bila pri njem samo beseda, samo fraza. Dokaz дека тоа кај него не беше само фраза е фактот што во оваа група запознав едно момче од мојот крај, кој беше чирак во Љубљана, како и некои други момчиња кои исто така беа работници. Добро се сеќавам на неговото упатство што повеќе да се вклучуваме во легалните облици на работата. Така, например, јас и многу мои соученички од учителската школа се вклучивме во средношколската организација Бразда. Дома во Бела крајина имав доста контакти со друштвата на селската младина и преку нив ангажирав дописници за људска правица, која тогаш почна да излегува во Прекумурје. Mrežo dopisnikov za ljudsko pravico, ki je takrat začela izhajati v Prekmurju. Тоа приближно би биле моите контакти со Тоне Томшич. Nekako stiki z Tonetom Tomšičem. Ko sem zvedla med okupacijo o njegovi smrti, Бев силно потресена кога 1942 година за време на окупацијата разбрав за неговата смрт. Пред себе имав човек кој беше извонредно топол, убедлив и кој знаеше да воспостави контакт со нас младите, а ние тогаш бевме 16-17 годишни младинци. Во нас поттикнуваше и влеваше таква верба, што бевме готови за секаква работа или акција што би ја предложил. Годинава во август ќе изминат 43 години откако на ова место се сретнавме со другарот Тоне Томшич. Во тоа време овде не беше изградено така како што е сега. Овде тогаш постоеше само колинска и онаа куќа одзади. Колку што се сеќавам, овде имаше еден долг плот. Овој осамен крај беше како создаден за такви состаноци, бидејќи секогаш можеш да забележиш дали некој те следи или не. На такви договарања одевме и кај пругата. Јас кога дојдов на работа во Љубљана, веднаш бев вклучен во тој круг во кој беа моите познаници од Марибор. Тоне Томшич тогаш, заради организациони прашања, во Марибор доаѓаше со велосипед и со себе носеше завиткани алишта за да се преоблече ако тоа биде потребно. Беше попладне кога тој ме чекаше овде. Ми рече дека успеал да избега од една широка акција во врска со штрајкот во Трбовле и која ќе се развие по цела Словенија. Неговата способност за поврзување на луѓето и стремежи за насочување на сите соработници кон легална работа, кон широка платформа, бидејќи тој ја постави тезата дека комунистот вреди толку колку што има истомисленици. Тој ја негуваше таа особина, собираше такви луѓе, иако понекаде имаше и различни погледи за некоја конкретна ситуација. Тој умееше тие позитивни стремежи на луѓето да ги здружи
и правилно да ги насочи за постигнување на заедничката цел. Šlo za izvajanje neke akcije, kot danes rečemo pri laserju, ko imamo eno, bi rekel, vse žarke usmerjene v eno smer, tako je on znal tudi vse pozitivne lastnosti ljudi usmeriti v eno smer, zato da dosežemo skupni cilj. On je imel tak širok krug Имаше широк круг познанства кои му помогнаа, па дури и во полицијата. tudi na policiji. Bil sem sam И самиот бев затворен и малтретиран. z njim, videl je, ko so me iz Maribora pripeljali, da Тој sem помина покрај прозорецот, ја крена раката со цврсто стисната тупаница, што значеше држи се. ko mimo okna šel v zapor, se dobro spominjam, dvignil pest, gor, drži se, dobil za pol ure nazaj, По половина час добив ливче, а малку потоа добив бело кафе со леб, што во тоа време беше нешто необично. s kruhkom, kar je bilo nekam nenavadno, sem kar bil presenečen, odkot vse to, no pozneje sem zvedel, da je to bila rdeča Подоцна разбрав дека тоа била помош од Црвениот крст, но таа ми била испратена со негова интервенција. intervenciji, da se ta stvar hitro organizira. Като млад студент съм вečkrat rad mal pokrokal. Како млад студент често шетав, а многу вечери сум минал во кафеаните играјќи карти. U kavarni Emoni. Една вечер во кафеаната Емона се сретнавме со Томшич и игравме покер. No, poker to je Покерот е хазардна игра jedna igra со покриени карти, za при што играчот со слаби карти, ако вложи доста и ако игра храбро, igrač z slabim може да победи, односно да го избрка противникот со подобри карти. oziroma od žene igralca, ki ima boljše karte. Zato je ravno pri tej igri potrebno malo psihološkega talenta. При оваа игра се потребни психолошки способности за, според однесувањето на противникот, да знаеш какви карти има во рацете. Ponašanja lahko spoznaš, a je slab, a je dober in potem lahko obravnavaš svojo igro. No, in sem takrat že precej opazil to. Видов дека другарот Томшич игра доста храбро и интелигентно. Inteligentno igra in da zna izrabiti svoje karte napram nasprotnikom. No, kmalu nato sem ga pa večkrat tudi videl pri študentovskih demonstracijah. Доста често го среќавав на студентските демонстрации. Demonstracije in sem se večkrat srečal. Vendar sem videl, Тогаш имаше доста студентски демонстрации. miren človek. Согледав дека е прибран и одмерен. Затоа ги прашав своите другари што е со Томшич, дали е човек кој треба да го вклучиме во револуционерното движење. Tovariši na mig, Другарите ми рекоа да го оставам на мира, бидејќи тој веќе има своји задолженија. šele pozneje sem Дури подоцна разбрав дека Томшич, како млад студент, стапил во националното друштво Јадран. društvo Jadran. On je namreč smatrao in tudi partija je takrat smatrala, Партијата сметаше дека така најдобро може да се искористи за политичка активност. no in to je res lahko Тој таа работа на вистина добро ја извршуваше, бидејќи ја вршеше кореспонденцијата на друштвото и на тој начин преку поштата добиваше извештаи од партиските организации во внатрешноста. tisto po dogovoru bila nekako usmerjena k njemu tajništvo Jadrana. In na ta način je ne da bi На тој начин, без да биде забележан, од полицијата одржуваше контакти со организациите во внатрешноста. Tale balkon Ljubljanske univerze je tisti, Овој балкон на Љубљанскиот универзитет е тој простор кој ме подсетува на Тоне Томшич. sem še dijak na Бев уште ученик во учителската школа кога беа големите студентски демонстрации што ги водеше Тоне Томшич. Tone Tomšić in ko smo srednjošolci prišli Кога ние средношколците дојдовме да им помогнеме на студентите, се сеќавам дека студентите што ги водеа демонстрациите го видов и Тоне Томшич. Toneta Tomšića, njega spoznati je bila kaj Тој лесно се препознаваше по упадливите тркалезни очила. Moje pravo Моето вистинско запознавање со Тоне Томшич беше во 1934 и 1935 година, кога и двајцата се најдовме во затворот на судот во Љубљана. Знам дека еднаш случајно бевме заедно во полицијата, каде што бев сведок на разговорот значаен за Тоне Томшич со тогашниот комесар на полицијата. ko je Tonetu Tomšiću sarkastično govoril, češ ko Кога комесарот саркастично му рече дека кога ќе биде комунизам, тогаш вие ќе бидете комесар,
Тоне одречно му одговори дека ни таа полиција нема особено да му се допаѓа, а камоли оваа сегашната, вашата. Во затворот живеев еден месец заедно со Тоне Томшич. Имено, пролетта 1935 година, кога бев осуден, ме оставија во заедничка ќелија со Тоне Томшич и 5-6 други осуденици. Тоне Томшич беше душа на нашата соба и за него имам најдобри спомени. Веднаш почнав да учам. Тој предаваше и ја водеше целокупната работа и тој месец мина како еден ден, бидејќи цел ден бевме ангажирани. Овој пат казната е поголема. Осуден е на 2 години и 6 месеци. По штрајкот со глад во Сремска Митровица, со кој си обезбедивме почовечки режим, почна интензивно да работи школата за марксизам и ленинизам. Секој беше должен да студира и тоа по групи кои беа составени според должината на казната. Томшич беше осуден на 2 години и 6 месеци, затоа мораше доста интензивно да студира за да успее, за 2 години колку што му останаа да ја совлада предвидената материја. Јас бев задолжен за културната работа во која Тоне Томшич со задоволство и со успех настапуваше на приредбите, кои од време на време ги организиравме. Беше со добра става, се сеќавам, еднаш глумеше словенечки младоженец. Тој е незаборавен лик. И сега кога се среќавам со старите пријатели, не можам да заборавам колку Тоне Томшич тогаш беше привлечен, односно убедлив. За времето додека Томшич беше в затвор, политичките услови со брзиот подем на нацистичка Германија темелно се изменија. Покраинската партиска конференција во Горчине, прва по воведувањето на диктатурата, утврди нов правец кој значеше борба против секташтвото и поврзување со народните маси. Со тоа беше поставена основата на Народниот фронт, на најбројното и најнапредното движење на напредните сили. Многу години порано напредните љубљански студенти агитираа против режимот на Живковиќ. Сега, кога Петар Живковиќ го почна патувањето низ Словенија, посетата доживеа голем неуспех. Повеќе илјади души приврзаници на словенечкото народно движење во Љубљана го пречекаа со поздравот "Долу Живковиќ, долу диктаторот". Томшич, кој ги подготвуваше демонстрациите, малку потоа стана организационен секретар на Централниот комитет. Беше присутен насекаде, на универзитетот, на излетите што ги организираше Народниот фронт, ја усогласуваше работата на одделни членови на Централниот комитет, со велосипед ја крстосуваше Словенија, уредуваше легални весници, меѓу нив и Глас Делавца и Деловски лист, Словенечки порачевалец и Табор. Во работата многу му помагаше Вида Бернотива, студентка на право, со која веќе неколку години го зближуваше заедничката револуционерна работа. Во декември 1937 година се венча, само неколку години подоцна окупаторската рака запиша "Фучилато застрелан". Тоне работеше низ цела Словенија, додека јас претежно работев на подрачјето на Љубљана и универзитетот. Иако не сме биле често заедно, забележав дека Тоне е одличен човек. Целиот беше обседнат со работата во работничкото движење. Целиот свој живот го беше подредил на делото за кое работеше и се бореше. Беше доста доследен и строг во работата и тоа повеќе кон себе отколку кон другите. Кон своите соработници имаше доста другарски однос. Целото негово дејствување беше проткаено со извонреден хуманизам. Беше човек во вистинската смисла на зборот. Вие бевте пријатели?
Да, бидејќи работевме заедно и се спријателивме со него и со другарката Вида, која подоцна му стана жена. Значи, не бевме само политички соработници. Torej smo res pol postali ne samo politični sodelavci, ampak res pravi prijatelji. Ste bili velikrat tukaj na tem vrtu? Veste, ko je partija je takrat delala... Тогаш партијата работеше легално и сите незини активности ги криеја меѓусебните познанства за полицијата да не ја открие организацијата. Svoje vede, ljudi, s katerimi se spoznali. Zato je bi policija ne bi spoznala organizacije, ker bi potem organizacija padla policiji v roke. Ampak pozneji... Подоцна, кога вршевме и агитиравме пропаганда меѓу луѓето, се компромитиравме пред полицијата и таа сега знаеше дека сме левичари и можевме јавно да се собираме, бидејќи немаше што да криеме. In shajali, ker to več ni bilo kaj več skrivati, ker so že vedeli za nas. Оние пак, што не бевме компромитирани, мирно се состанувавме. No in potem Со времето сите се компромитиравме, Томшич и јас, и мојата жена и нашите пријатели, и од тогаш слободно се состанувавме. Kakšni so vaši? Друер Маринко, какви се вашите први спомени за Тоне Томшич? Јас за Тоне имам доста спомени. Од 1933-34 година, за годините не сум сосема сигурен, па се до последниот момент до кога бевме заедно. Ние не бевме само пријатели, туку и идејни истомисленици. Ne samo tovariša, ampak prijatelja, idejno, krepko, čista. In od tega tlele, recimo, ko se tlele z njim dobili... Например, кога овде се сретнавме во Пармова улица, тогаш Тоне сигурно измисли дека ова улица се вика зад турскиот рид. Nije tej Parmovi ulici, za turskim gričem. On je to pesem zelo Тој таа песна често ја пееше. To je pa prehod bil tak... Таму, каде што сега е бензиската пумпа, тогаш имаше премин и бидејќи ние тоа го викавме зад турскиот рид, полицијата никогаш не го откри. Policija nikoli otkriva. Tam smo Тоа е мојот прв и најстар жив спомен. od toti ta prvi, moj živ, najstarejši moj spomin. Ali se vi spominjate tistega Дали се сеќавате на периодот Почебина? Кои беа првите акции на Томшич? No, teh je še, ta čas še velika, ampak zelo značilno. Тој на Чебина не смееше да присуствува, бидејќи малку пред тоа се врати од затвор. On na Čebinih ni smel Тој Почебина всушност стана душа на Централниот комитет. plačal iz zapora. In je takrat, malo po Čebinah, je on postal dejansko duša CK. Ta akcija proti... Акцијата против Петар Живковиќ тогаш беше очигледна демонстрација против фашизмот, иако ние тогаш моравме да одиме во крајна широчина. Smo mi takrat Тогаш моравме ние, Словенечката народна партија, да придобиваме луѓе за борба против фашизмот. o tem, da moramo slovensko ljudsko stranko loviti ljudi, jih pridobivati za borbo proti fašizmu. Работното темпо му се зголемува, иако годините минати во затворите влијае врз неговото здравје. На Универзитетот во Загреб го полага и вториот државен испит. Ги организира сите значајни партиски советувања. Југословенскиот централен комитет го праќа во Далмација за да ја среди тамошната организација. На петата државна конференција во Дубрава кај Загреб под шифра го препознавме делегатот Тоне Томшич, 4 години робија, 10 години партиски стаж, интелектуалец, 30 години. Зборува за врските на работниот народ, Агит Пропо, а исто така известува дека работата меѓу младината, особено женската, е се уште незадоволителна. Станува кандидат за Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија. Тогаш Томшич известно време беше во илегалство, бидејќи власта издаде потерница за сите видни комунисти, а многу од нив и уапси. Од тоа време е и отвореното писмо до подпредседателот Владо Мачек, во кое Карделј од името на демократијата бара да се ослободат уапсените другари. Нивното ослободување не е прашање на вашата желба, туку прашање на победата на човечкото над нечовечкото.
Томшич, како и легалец, целата своја грижа им ја посветува на помошта на народот, партиската техника, младинското движење и не им посветува само внимание на содржајските, туку и на организационите прашања. На крајот на март 1941 година е уапсен, а со избувнувањето на војната е ослободен заедно со многу други затвореници. Сега пред се работи за реализација на идејата Ослободителен фронт. Томшич имаше задача да ја насочува партиската организација за давање поттик за формирање одбори на Ослободителниот фронт. Свесен дека словенечкото национално и социјално прашање треба да се решава истовремено, бара луѓе кои најбрзо би ја поврзале распарчената Словенија во единствен бој од Штаерска до Приморска, независно од тоа дали окупаторите се германци, унгарци или италијанци. На 5 декември Томшич Гашпар ги известува Централниот комитет за силниот продор на германската полиција во илегалната организација во Штаерска. Малку подоцна, на 9 декември, предавничката рака на агентите од Гестапо им ја покажува куќата на улица Подмешчакова број 19. Тогаш се уапсени Миха Маринко, Пепца Карделј и Мица Шландрова. Следниот ден рано наутро провалуваат во станот на улица Аль-Аж, Ева, број 6, каде што живеат Вида и Тоне Томшич под илегалните имиња Иван Певец и Ида Тегелј. Синот Мишко на 4 месеци го имаа скриено кај роднините и пријателите. При апсењето најдоа многу шифрирани записи. Два дена потоа хорот Франце Марлот, чиј член во студентските години беше Томшич, го даваше својот последен концерт пред да се повлече во тишина. Кога ја пеја песната Липа, со хорот запеа и присутните во салата, како да сакаа со песната да го изразат сиот гнев против окупаторот. Тогаш Љубљана веќе исполнуваше својата херојска улога. Во градот кој по неколку месеци го загради тел, од стан во стан се селеше илегалната радиостаница, се реде акциите на ВОЗ, се раѓа многу бази на илегалната техника и се зацврстуваат тајните бункери. Во куќата која Томшич и Франц Лескошек ја избраа за илегална печатница, во која не печатеа само летоци, повици и весници, во неја отпечатена и збирка песни која е без преседан во историјата на литературата, книгата на Бор "Да ги надвјориме вјорите". Огромна заслуга при тоа имал Тоне Томшич. Кога падна во рацете на фашистичките мачители, така запишал Борис Кидрич, главното што се однесува до техниката беше свршено. Затоа можевме и моравме да ја продолжиме неговата работа. Тогаш, кога академците ја пеја песната Липа, Тоне Томшич беше ставен на најголеми маки. Го сослушуваа деноноќно и го тепаа до безсознание. Тоа се случуваше во затворот на италијанската квестура, покрај зградата во која малку време по смртта на Тоне почна да работи легалната печатница Тоне Томшич, таму каде што завршија со неуспех првите обиди за неговото ослободување. Од прозорецот на првиот кат го наблюдував приодот до тајната врата. Сега е доста изменето, овие гаражи тогаш не постоеја. Овде имаше зид, а зад него двор, а околу зградата каде што беше затворот, имаше и ограда од мрежа.
bila še ena mrežasta ograja, no ta večer, ko sem prišel na reševanje, Кога дојдов да го ослободам, дојдов од денешната Веселова улица пред бетонската ограда, пред која веќе беше поставена скала, и затоа не ми беше тешко да се префрлам во градината. že postavljena lestvica, naši tovariši postavili, tako da ni bilo težave preplezati isto. Nadalje po vrtu, Сега пред мене имаше 3 метра висока мрежеста ограда, која исто така требаше да се совлада, за да се дојде до тајната врата што водеше во внатрешните простории на полицијата и квестурата. policije in kvesture. Ko sem upadel notri, Кога влегов внатре, најпрвин го отворив резето од келијата на Тоне Томшич, го зедов клучот од левиот джеб, се обидов да ја отворам келијата, но клучот беше преголем и на Томшич можев само да му речам, клучевите се преголеми. Mi takrat konkretno Тогаш во затворите, поради строгата изолација, со него не можев да имам контакти. izolacija, ampak bolj me spominja to moje srečanje s Tonom Во добар спомен ми е средбата со Тоне Томшич, кога гестаповците од Бегун не тераа во Шентвит и не предаваа на италијанците. Видео дajal Italijanom, italijanski ovri. In za mene je zelo značilen en detalj. За мене е значајна една случка. Имено, кога италијанецот прашуваше еден германец дали овие нешто издале, и овој му рече не, никој ништо не издал, во истиот момент, кога гестаповецот отиде на другата страна, италијанецот ми понуди цигари. Men ponudi ta Italijan cigarete, če kadi. Kar nakrat je bil odnos drugačen. To se pravi, trenja med dvema policijama. Наеднаш односот стана поинаков, што значи дека на италијанците им беше мило, што и германската надменост не даде плод. Na svoj način im je bilo prav, da tudi nemška napisanost ni. Потоа на судот со Тоне околу 20 минути бевме сами и ми ја кажа целата историја како се обиделе да го слободат во Горенска, во Радовлица, во гестаповскиот затвор во Блед, во Јесеница. Medva stoneta so potem bila tako. Неверојатно е колку обиди се сторени од страна на Ослободителниот фронт за неговото ослободување се до последниот без успех. Ker mi je vse to je svoja štorija povedal, kaj je vse poskušal na Gorenskem, v Radolškem občinskem zaporu, tam na unem zaporu gestapovskem na Bledu in unem na Jesenicah, ker so ga predstavljali na vse mogoče načine, na razne načine. Zakleto je bilo, koliko poskusov je bilo narejeno od strani Osvobodilne fronte, odnosno VOS-a, da bi ga rešili, vse ni uspelo. Do zadnjega poskusa, ko je Jahuba poskušal. Тогаш членовите на ВОС Рудијан Хубат и Франц Штадлер, кои требаше да се представат како адвокати и преку просториите на судот да дојдат до затворениците и да ги одведат од затворот. Планот пропадна. На 16. мај Тоне Томшич е осуден на смрт. Молбата за помилување беше одбиена. Дали вие се сеќавате на утрото на 21. мај 1942 година? Ja, predhodno so Да, предходно беа оние мачни мигови кога не водеа на процесот. nas posebej, mene posebej, jaz sem bil neko Моето обвинение беше малку полесно, а Тоне Томшич беше под силна стража. videlo in se tega zelo živo spominjam, kako je Убаво се сеќавам на настапот на Вида на тој процес, која отворено рече приближно вака. odprto rekla, če boste Ако го стрелате Тоне, стрелајте ме и мене. tako da je potrebno Тој исказ ги потресе дури и судиите. vesela, kaj je to ana morala komunistov. Že nekaj dni dolga časa Неколку долги дена веќе чекавме кога Тоне ќе го видат на стрелање во грамозна јама. streljane na gramozno jamo. In pride znak, nam Наеднаш се пренесе вест дека дошле по Тоне и наеднаш низ целиот затвор се разлеа песната Хеј Словени. to je bilo pa za Тоа нас, druge другите, длабоко не трогна
бидејќи другите остануваат живи, а тој најдобриот, најглавниот оди во смрт. Рано наутро на 21. мај Тоне Томшич напишал: "Премили се зборува дека сега по еден час." Ден пред тоа им пишувал на партизаните: "И до нас зад решетките дојде веста за вашите големи победи. Нема да ви кажеме зборови што ќе ве поттикнат. Знаеме, храброст не ви се недостига. Само тоа, другари, нашиот дух ве прати насекаде. Во сите ваши борби сме со вас страдаме, со вас го биеме непријателот, дури нашите гробови ќе ве помагаат во големата борба што ја водите и која не може поинаку да заврши освен со целосна победа." Јосип Броз Тито на Едвард Карделј му напиша: "Смртта на Гашпер многу ме потресе. Со него партијата губи еден од најдобрите водачи." Главната команда на словенечките партизански чети издаде заповед Тоне Томшич да се персонифицира во секој партизан со раце на илјадници партизани, да се одмаздува себе си и своите мртви другари, како и целата пролеана крв. Излезе вонреден број на словенски порачевалец, посветен на неговиот прв уредник. Главната команда издаде одлука за формирање на првиот ударен баталјон Тоне Томшич, што треба да го сочинуваат најхрабрите борци. Веќе следниот месец од тоа јадро е формирана првата словенечка народно-ослободителна бригада. Ако академскиот хор, одново основан по ослободувањето, го носи името на Тоне Томшич, тоа не е поради тоа што народниот херој Томшич некогаш пеел со студентите од Љубљана. И во Кнежак, каде што е споменикот на Томшич, Вилхар и Валенчич, кои секој во свое време и на свој начин се бореле за нашата народна самобитност, училиштето не го носи името на Тоне Томшич поради тоа што таму се школувал. Ликот на Тоне Томшич ги здружува оние идеали што ги бара и му се потребни на секој народ и секоја младост.